Министерот за земјоделие, Љупчо Николовски и владата на Зоран Заев повторно ги понижија земјоделците. Наместо обештетување, земјоделците добија срамни 600 денари на своите сметки. Во текот на вчерашниот ден, земјоделците уште еднаш беа потценети и омаловажени од владата на Република Македонија и министерот за земјоделие. Министерот Љупчо Николовски и владата не ги исполнија ниту своите минимални ветувања кои ги дадоа пред земјоделците. Земјоделците не ги добија ниту оние 10% за обештетување на измрзнатиот лозов насад за 2017 година, со кои не можат да ги покријат ниту основните трошоци. Скандалозно е што во текот на вчерашниот ден на сметките на земјоделците од Министерството за земјоделие беа префрлени срамни од 600 до 900 денари по декар во зависност од степенот на измрзнување, кое во тиквешието беше од 80 до 100%. Со ваквиот срамен потек, Министерот за земјоделие на најнизок начин ги навреди земјоделците. Уште поскандалозно е што во исто време, додека се случуваше овој срамен чин, сите земјоделци од општина Неготино и регионот добија опомена пред извршување од акционерското друштво Водостопанство Тиквеш. Опомена во која што не е наведено за која година станува збор, при тоа не земајќи во предвид дека овие опомени се обжалени, бидејќи изминатата 2017 година земјоделците не ги полеваа лозовите насади. На овој начин, наместо да се стимулираат земјоделците, тие се деградираат со дополнителни, нереални и непотребни трошоци и уште повеќе го оптоваруваат и онака малиот буџет на земјоделците. Министерот Николовски и Зоран Заев си поигруваат со македонските земјоделци, со нивната мака и со нивниот труд. Земјоделието во Република Македонија е на колена и во очајна состојба. Земјоделците се понижени, откуп нема и родот на земјоделците наместо на пазар завршува на буниште. Владата, на чело со Социјалдемократскиот сојуз, уште еднаш покажа и докажа својата неспособност да се справува со проблемите на земјоделците.